Ова вечер вие имавте честа да бидете изберени за принц и принцеза. Кажете ми, дали пречувствувавте дека вакво нешто ќе ви се случи? Цела ноќ возбудата беше многу голема, а очекувањата не беа баш дека ќе бидеме изберени, но ете се случи. Прва година ли вие да учествувате на карневалот и дали прва година вие да бидете изберени за принц и принцеза? Прва година и да учествуваме, прва година и сме изберени. Така. Кажете ни збор повеќе за вашата маска. Нашата маска представува хипици од 60-тите. Некако многу почнавме забрзано да живееме и ни дојде на идеја малку да се вратиме назад, да ги прескокнеме тие сите брзи времења што ги живееме и затоа одлучивме да бидеме хипици од 60-тите. Така, инспирирани од брзото време. Баш така. Сте го приклучиле тоа Да, во маска. да. Која е всушност и пораката која би сакале да ја пратите? Пораката е малку да стопираме, да стагнираме со нашиот бурен и динамичен живот и да се вратиме малку наназад, затоа што животот, мислам, е бил многу подобар отколку тој динамичен живот што го живееме во денешниот. Се побрзува ли вашето денешно учество во маскимбалот со утрешниот главен карневал? Се поврзува, затоа што ќе го предводиме со кралот и кралицата по ворката. Така. Да, Возбудени ли сте по тоа прашање? премногу. Премногу. Кажете ми Прв пат ќе го искусиме тоа чувство. Кажете ми збор повеќе за вашата група. Освен вас двајца, вие сте група од колку членови? Од 8 членови, Така. И како реагираат другите на бурно изборот? возбудено. Почитувани се наоѓаме со првиот човек на Струмица, градоначалникот Костадин Костадинов. Градоначалниче, како си поминувате на Маскембал од 2024 и што представува вечер во вашата маска? Да објаснимо на гледачите. Добро, прво морам да ви кажам дека преубаво изгледате целата екипа и сум навистина среќен што гледам преубави маски и гледам колку граѓаните и луѓето присутни тука посветиле труд и внимание на маските, со што само потврдува колку е важен маскембалот како увертира пред големиот струмички карневал. Јас искрено си поминувам преубаво и очекувам дека таквото чувство ќе го споделуваат и другите. Инаку денеска сум маскиран во делото на Наполеон Бонапарта, без да пуштам никакви пораки. Самата маска символизира победа, истрајност, трпение и силни реформи. Така, уште сме на почетокот на забавата, јас се надам дека вечерва овој Маскембал ќе биде незаборавен и очекуваме да се изберат принцот и принцезата. Многу важно е секој кој што ќе прошета на струмичкиот карневал, дали струмиченец или оние кои што се од Македонија и странство, да понесат со тебе толку добри мемории да посакат повторно да ја видат Струмица. Со нашите спроведени анкети деновиве, затоа што навистина цело време го следиме карневалот, струмичани очекуваат посебен карневал оваа година. Што ќе кажете вие за тоа? Очекуваат многу интересни маски што ги немало досега. Прво, креативноста секогаш била на пиедестал кога станува збор за струмичкиот карневал, а во однос на очекувањата можам да ви потврдам дека пред 3 недели сите хотелски капацитети и приватни сместувања беа пополнени. А пред неколку дена се потврдивме дека и Радовиш и Дојран немаат сместувачки капацитети. Самото тоа кажува колку луѓе ќе дојдат во Струмица, ако ланската бројка беше некаде 130-140 илјади во текот на сите 7 карневалски денови, оваа година очекувам дека ќе стигнеме до 200.